За вашето утрешно мени како предјадење ви предлагаме да подготвите паприкаш палачинки. За подготовка на ова предјадење за 4 лица потребни ви се следниве производи. 8 палачинки, 1 пилешки копан со подкопан и 1 парче пилешки гради, 1 зелена пиперка, 1 домат, 300 мл кисела павлака, 1 главица кромит, 1 лажица црвен пипер, 1 лажица брашно, 250 грама кајмак, 200 мл вода, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова предјадење е 50 на минути. Главицата кромит ситно ја сечкаме. На пиперката и ги отстрануваме рачката и семките. Ја сечкаме пиперката на коцки. На коцки го сечкаме и доматот. Пилешките гради ги сечкаме на парчиња. Потоа ги одделуваме копанот и подкопанот. Во тенџере на оган со загреано масло го пржиме кромидот. Откако кромидот ќе омекне, зачинуваме со црвен пипер. Во тенџерето ја налеваме водата. Ги додаваме парчињата месо, пиперка и домат. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Промешуваме. Тенџерето го покриваме со капак и оставаме паприкашот да се вари 20 минути. Во меѓувреме во длабок сад ги ставаме кајмакот и киселата павлака. Мешаме со жица за матење. Го додаваме и брашното. Мешаме со жицата додека се соединат. Со лажица решетка од тенџерето ги вадиме парчињата месо. Преостанатата содржина од тенџерето низ цедалка истураме во друго тенџере. Потоа го гмечиме зеленчукот со лажица. Месото пак го кинеме на парчиња. Ги отстрануваме коските и кожата од месото. Го ставаме тенџерето на оган. Непрекинато мешајќи со жица за матење во тенџерето ја додаваме мешавината од кајмак, павлака и брашно. Откако паприкашот ќе добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Со црпалка со паприкаш ги преливаме парчињата месо. Мешаме со лажица. Потоа од филот од месо нанесуваме врз првата палачинка. Ја свиткуваме на половина, па уште на половина. Палачинката ја ставаме на чинија за сервирање. На ист начин ги подготвуваме сите палачинки и скалесто ги редиме на чинија за сервирање. Со црпалка палачинките ги преливаме со паприкашот од тенџерето. Украсуваме со 4 гранчиња нане и 6 половинки шерин домат.
Декорацијата ја завршуваме со парчиња влашец. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 50 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Ризлинг, со овошна арома и карактеристична свежина и долг и сув финиш. Се служи на температура од 10 до 12 степени.